од неколку причини, првенствено во 2017 година на водредниот конгрес во Валандово, председателот на партијата, актуелниот председател и сегашен, беше избран како нов лидер на ВМРО ДПМН од неколку причини. Прво, да ја обедини партијата, и сами гледате дека партијата е поразединета од било кога. Второ, да ги подобри коалиционите капацитети на самата партија. Денеска коалиционите капацитети на партијата се полоши од било кога. Исто така и да ги подобри односите со меѓународната заедница. Односите со меѓународната заедница денеска се во многу лоша состојба. Ние би сакале тој да биде присутен на водредниот конгрес, да разговараме нормално, нека ја побара повторно довербата, доколку делегатите кои што го гласаа во 2017 година го изгласат повторно, ќе му честитаме и на тој начин и партијата ќе се обедини. Исто така и доколку избереме ново раководство на партијата, очекуваме да се обедини целокупното членство и сите оние кои што се и денес околу председателот на партијата, кои што се активни во партиските структури, имаме намера да бидат дел и понатаму од партијата како иницијативен одбор. Идејата е да се обедини целокупното членство и да се трне во победа за наредните локални избори. Поднесовте ли официјално барање до архивата, како што ве повика Мицкоски, за да може иницијативата да ја разгледаат на состанок на Централниот комитет? Видете, ние јавно побаравме водреден конгрес и сметаме дека нема потреба писмено да се обраќаме, заради тоа што многу добро председателот на партијата знае кои беа членовите на иницијативниот одбор, знае и дека неголемиот дел од нив се делегати. Преку 30 делегати беа на таа пресконференција каде што јавно побаравме водреден конгрес. И не гледаме причина зашто водреден конгрес да не се свика ако знаеме дека практично членовите на водредниот конгрес се истите членови кои што го гласа за председател на партијата Христијан Мицкоски. Така што мислам дека и фер пред самите делегати кои што му ја дадоа довербата да ја води партијата, фер е да се свика конгрес на кој што ќе се дискутираат причините за изборните порази на партијата. Од друга страна, гледам дека тоа и не е размислување на актуелниот председател. Мислам дека неговата интенција е да се премости овој период до нова година, каде што наредната година во 2021 година имаме редовен конгрес. Редовниот конгрес претпоставам дека Христијан Мицкоски ќе бира своји делегати, на кои што после тоа ќе ја бара поддршката за да продолжи да ја води партијата. И мислам дека не е фер спрема делегатите кои што го гласа тој начин на однесување и тоа премостување на проблемите, да кажам, и несоочување со оние кои што му ја дадоа довербата. Меѓу најгласните кои бараат оставка од Мицкоски е и екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Дали тој стои зад иницијативата за свикување вонреден конгрес? Видете, претходниот директор на УБК, како и многу поранешни партиски функционери, се на став со иницијативниот одбор и со многу членови кои што и не се дел од иницијативниот одбор, дека после неколку последователни порази и после поразот на парламентарните избори треба да има одговорност и треба да има водреден конгрес. Поврзувањето на председателот на партијата на иницијативниот одбор со Сашо Мијалков, мислам дека има неискрени намери председателот на партијата. Во таа конотација на него му е поважно да направи на компрометација и на иницијативниот одбор, како и на господинот Сашо Мијалков, од аспект на тоа дека се соработници со мрачни сили, дека сите ние сме соработници со да кажам сегашната власт. Ве прашувам за Мијалков затоа што има и други незадоволни во партијата кои бараат оставка од Мицкоски, но не сакаат да се врати Мијалков. Имате ли вие фаворит за председател на ВМРО ДПМН? Јас колку што знам, Сашо Мијалков нема лидерски амбиции, ниту пак има амбиции да се меша во политиката. Неговото јавно излагање е барање, да кажеме, одговорност и водреден конгрес заради неуспесите на самата политичка партија. Сепак тоа е
еден од што се вели од основачите на самата партија има право да ја следи состојбата во самата партија и како и сите ние кои што сме загрижени има право и тој да биде загрижен. На крај крајава мислам дека он беше еден од тие кои што го поддржаа Христијан Мицкоски за да биде председател на партијата. И не е честност од страна на актуелниот председател на партијата да се однесуваат дискредитирачки така спрема сите оние кои што им му дада поддршката во 2017 година. Дали вие имате амбиции за лидер на партијата? Не се гледам себе си како председател. За крај имам едно прашање околу последните преговори за формирање влада. Не беа во прилог на ВМРО ДПМН, делумно поради односот на партијата кон договорот од Преспа и договорот со Бугарија. Каков е вашиот став по ова прашање? Ставот во однос на ова прашање првенствено треба ние да го дискутираме во однос во рамките на самата партија, инаку Преспанскиот договор е реалност, која што и самото актуелно раководство тоа јавно го кажа. Така да договорот со Бугарија е исто така реалност. И ние мораме да работиме во насока на подобрување на односите со меѓународната заедница и на етаблирање на нашата држава во рамките на европските структури, во рамките на Европската унија. Така да кажеме во однос на Преспанскиот договор, ако ме прашате мене лично, не ми се допаѓа. Меѓутоа, јас лично не бев за промена на името, меѓутоа тоа е реалност. Се случи и нема назад веќе. Така да ние треба да гледаме напред, да гледаме во иднината, да гледаме како ќе ја инкорпорираме нашата држава во рамките на Европската унија, како ќе биде подобар стандардот, економскиот стандард на нашите граѓани, како ќе го направиме секојдневниот живот на граѓаните подобар, тоа треба да ни биде приоритет во иднина на нашата политичка партија.